Откако завршил со 28 дена зрачење и хемотерапија на Скопската клиника за онкологија, му препорачале да се консултира во Тетовската болница околу тоа дали треба да се отстрани дел од дебелото црево поради тумор. Слободан смета дека лекар во Тетовската болница погрешил во процената колку од дебелото црево треба да се отстрани со операција. Во едно револтиране што по отстранување на дел од дебелото црево му е направена колостома, односно здрав дел е извлечен по хируршки пат и прицврстен на стомачниот зид, како начин да се исфрла изметот. Тој ми рече нема да бидеш со кеси, ми нацрта на лист, демек дебелото црево ќе биде исечено, ласерски, ќе биде отстранен туморот и ласерски ќе биде споено со долното. Вика, евентуално, ќе бидеш со кеса, ако биде пошироко едното црево, другото ако биде потесно. За ампутација не спомна ништо. Анусот е ампутиран без потреба, зашто туморот бил 8,5 см оддалечен од реткумот. А ја можел сум го анализирал тоа, се ампутира анусот сантим до 2 см ако е до реткумот. Тоа мене ми бил 8,5 см. Слободан вели дека и на овој начин не можел да живее нормално. Следувала втора операција во тетово за извлекување илиостома, поточно втора кеса за да организмот исфрла измет. Третата операција пак била за отстранување на таа кеса илиостома, но во Скопје. Извадена илиостома и скоро 40 дена бев во шок соба што ослабив 40 кг. И со тоа траен инвалидитет ме прогласија во Скопје на комисија, што ми дадува пензија. Добро. 97% неспособен за работа. Траен инвалидитет од прва категорија. Смета дека поради операциите има проблеми и со простатата. Со таа илиостома ја лежи во болница повеќе од 30 дена во шок соба. Може скоро 40 дена, со тоа што ностоп имав еден катетер. И на првата операција ми беше оштетена малку простатата од ампутирање на анусот и со втората операција ми го оштетиле бешиката и мочниот мир. Еден од текличарите беше на одмор и се вратил на одмор и уште бе во шок соба. И рече, уште ти седи катетерот, да вика ти ќе имаш проблеми. Он беше наискрен. И каже дека ќе имаш проблеми ти со простатата. За искажаните ставови на Слободан побаравме одговор од клиничката болница Тетово. Оттаму информира дека случајот е во постапка за испитување. Барањето и наводите на Слободан Ангелковски се уште се во фаза на проверки и на утврдување на факти, на начин во постапки до органи утврдени и овластени со закон. По добивањето на конечните сознанија и завршување на потребните процедури за проверка на предметни наоди, ЈЗУ клиничка болница Тетово ќе може да заземе став и истиот да го соопшти. Ангелковски вели дека раната од втората кеса не му зараснува со месеци. Смета дека не може да закрепне, бидејќи наместо еднаш 2 пати, во текот на денот кесата со измет му се полни и до 6-7 пати.